Ке се реконструираат два објекта на градинката Ангел Шајче, соопштија надлежните. Според директорката на јавната установа Ивана Николиќ, станува збор за предвидена обнова на прво изградениот клон кај гимназијата и објектот кај Зелен пазар. Во тек е изработка на плановите за реконструкција во соработка со јавното претпријатие Куманово план, соопшти директорката, додавајќи дека се изработува и проектна документација за изградба на потпорни ѕидови кај градинката во населбата Гоце Делчев. Тоа се наши први изградени објекти и во тек изготовка на планови за реконструкција. Во соработка со Куманово план, со кој што склучивме пред некое време договор за соработка, во изготвување ни се планови за реконструкција. Кога ќе бидат изготвени тие планови, ние се надеваме дека ќе идеме на разбирање од општината, министерството, владата и останатите засегнати страни. Тоа се проекти со кои што ние ќе можеме да аплицираме секаде онаму каде што ќе има јавни повици од тој тип. Иако е релативно нов објект кој што се наоѓа во населба Гоце Делчев, се наоѓа на такво подрачје и во тек изготовка на проектна документација за потпорни ѕидови. Значи, тоа е основата која што мора да ја запазиме за да одиме се понатаму, што и да биде направено, како и да биде направено, прво и основно што мора да биде решено од тој аспект. Значи, мора ќе се направат и технички проверки на земјиштето, геотехнички испитувања ќе се извршат за да може да ја добиеме документацијата онака каква што е потребна за да се изготват планови за тие потпорни ѕидови, а потоа ќе одиме и со правење на потпорни ѕидови. Николиќ вели дека ќе се залага градинката Ангел Шајче да добие поголем број на простории во поранешниот пионерски дом, но и да ги искористат постоечките маркици за градба на постојните објекти. Во однос на инклузијата се планира отворање на сетилни соби во два објекта. За дополнителен број на центри за ран детски развој нема интерес од родителите, додаваат надлежните. Постојано сме во преговори, значи преговорите за пионерскиот дом никогаш не застанале и никогаш не престанале. Мене ми е тоа една не болна точка, меѓутоа може би и среќна точка, светла точка која што ја гледам и се надевам дека домот, пионерскиот дом, објектот каде што сите ние таму го поминавме своето детство и сите наши незаборавни безгрижни денови, еден ден стварно ќе го врати својот вистински сјај. Наш објект се наоѓа, објектот Делинка се наоѓа во делот од просториите таму. Наши интенции се да го задржиме, односно да добиеме што повеќе простори од тој дел. Знаете дека во текот на изборните кампањи секојдневно беше спомнувано и најголем дел од времето се посвети на тоа пионерскиот дом. Ние, заедно со општината, ќе се бориме да ги добиеме најголем дел, пак ќе кажам, ако не можеме целосно да го добиеме, најголем дел од просториите на пионерскиот дом да ги земеме. Таа сала таму за приредби, која што е наменета за такво нешто, е најнеопходно и најпотребно да припадне на нас, како детска градинка, и ние нема да отстапиме од тоа. Пак ќе кажам, во соработка со општината и министерството, се надеваме дека ќе успееме конечно да го земеме во наше владење. Не во наше владење, тоа ќе биде во владење на општината, меѓутоа да биде во накористење на децата и градинката. Постојано сме во преговори, значи преговорите за пионерскиот дом никогаш не застанале и никогаш не престанале. Мене ми е тоа една не болна точка, меѓутоа може би и среќна точка, светла точка која што ја гледам и се надевам дека домот, пионерскиот дом, објектот каде што сите ние таму го поминавме своето детство и сите наши незаборавни безгрижни денови, еден ден стварно ќе го врати својот вистински сјај. Наш објект се наоѓа, објектот Делинка се наоѓа во делот од просториите таму. Наши интенции се да го задржиме, односно да добиеме што повеќе простори од тој дел. Знаете дека во текот на изборните кампањи секојдневно беше спомнувано и најголем дел од времето се посвети на тоа пионерскиот дом. Ние, заедно со општината, ќе се бориме да ги добиеме најголем дел, пак ќе кажам, ако не можеме целосно да го добиеме, најголем дел од просториите на пионерскиот дом да ги земеме. Таа сала таму за приредби, која што е наменета за такво нешто, е најнеопходно и најпотребно да припадне на нас, како детска градинка, и ние нема да отстапиме од тоа. Пак ќе кажам, во соработка со општината и министерството, се надеваме дека ќе успееме конечно да го земеме во наше владење. Не во наше владење, тоа ќе биде во владење на општината, меѓутоа да биде во накористење на децата и градинката. Постојано сме во преговори, значи преговорите за пионерскиот дом никогаш не застанале и никогаш не престанале. Мене ми е тоа една не болна точка, меѓутоа може би и среќна точка, светла точка која што ја гледам и се надевам дека
домот, пионерскиот дом, објектот каде што сите ние таму го поминавме своето детство и сите наши незаборавни безгрижни денови, еден ден стварно ќе го врати својот вистински сјај. Наш објект се наоѓа, објектот Детелинка се наоѓа во делот од просториите таму. Наши интенции се да го задржиме, односно да добиеме што повеќе простори од тој дел. Знаете дека во текот на изборните кампањи секојдневно беше спомнувано и најголем дел од времето се посвети на тоа пионерскиот дом. Ние, заедно со општината, ќе се бориме да ги добиеме најголем дел, пак ќе кажам, ако не можеме целосно да го добиеме, најголем дел од просториите на пионерскиот дом да ги земеме. Таа сала таму за приредби, која што е наменета за такво нешто, е најнеопходно и најпотребно да припадне на нас, како детска градинка, и ние нема да отстапиме од тоа. Пак ќе кажам, во соработка со општината и Министерството, се надеваме дека ќе успееме конечно да го земеме во наше владење, не во наше владење, тоа ќе биде во владење на општината, меѓутоа да биде во накористење на децата и градинката. Капацитетот на установата изнесува 1550 деца. Запишани се 1820, но бидејќи дневната присутност на децата е најмногу до 1200, тоа значи дека не се надминува предвидениот капацитет, посочува директорката. На листата на чекање во градинката Ангел Шајче има вкупно 144 деца.